Дали во пазувите на Кожув ќе се отворат рудници за злато? Гевгелиски бизнисмен и активист предупредува дека тоа би значело уништување на природата, на туризмот и на земјоделството во регионот. Во општина Гевгелија ние имаме диагноза, а диагнозата се вика рак. Тоа се 2 концесии за детални геолошки истражувања за злато. Концесионерите тврдат дека при досегашните истражувања воделе грижа за животната средина. Ние не сме исекли нити во една гранка. Но што ако се отворат рудници? Планината би била толку уништена колку една баба кога се чешла. Некои експерти сметаат дека ваквите проекти носат добивка, но и штета. Се знае дека одредени штети ќе има и одредени други активности најверојатно ќе имаат некоја штета. Тоа се треба да се процени, да се стави на вага и заедницата да каже да, ова го прифаќаме или не го прифаќаме. Општина Гевгелија за ова ќе се изјаснува на референдум. Кожув. Планина на која се вкрстуваат медитеранската и континенталната клима. Тука веќе со години се вкрстува и нешто друго. Неколку бизнис интереси. Ангел Наков е еден од инвеститорите на ски центарот Кожув, кој започна да работи во 2007 година, а сега е во стечај. Раскажува дека бизнисот почнал да му пропаѓа со пропаѓањето на новиот регионален пат до ски центарот. Државата во изградбата на патот инвестирала 9 милиони евра. Бил отворен во 2013 година, а затворен веќе следната, зашто не е безбеден за сообраќај. До 2014 до денеска, 2017 година, патот не бил пуштен во употреба ниту еден, не бил во функција ниту еден ден. Гледате зашто се работи. Значи ова се случува по целата должина на овој пат. Не се презеде ништо, затворен патот за сообраќај, тоа не овозможи нас да работиме. Периодот кога надлежните го запуштиле патот се совпаѓа со доделувањето на двете концесии за детални геолошки истражувања на падините на Кожув, Коњско и Коњска река. Наков се посомневал дека можеби некој гледа поголем интерес во отворањето рудник отколку во туризмот. Пристапниот пат до ски центарот Кожув е во средина на оваа концесија. Тоа беше последното камче на мозаикот. Не би сакал да шпекулирам и не сакам да шпекулирам, но мислам дека причината зашто овој пат е оставен не е возможно 9 милиона евра со програма на влада се вложат во таков пат и тој пат да се остави на милост и немилост да биде уништен. Освен ако не постои некој поголем стратешки или економски интерес. Затоа од неодамна Наков е и активист кој го анимира локалното население против можното отворање рудници за злато. Предупредува дека ќе биде неопходно на одреденото место да се исече шумата, земјиштето да се минира, а материјалот да се третира со хемикалии за од него да се издвои златото. Стравува дека со тоа ќе се загадат воздухот, почвата и подземните води и ќе се загрози живиот свет. Ако ви имате воздух кој што е високо контаминиран со прашина секојдневно од арсен, талиум, сулфурни оксиди, ако имате вода загадена со цијанид и сите овие тешки метали отровни, ако имате загадена почва, вие на тој локалитет не само што не можете да развивате никакво земјоделие, не само што не можете да продаете и ако има нешто производ од тој регион, вие немате теорија да развивате ни туризам. Не постои турист кој што би поседил локалитет кај што имате рудник од ваков масивен обем, кој што користи технологија на добивање на злато со цијанид. Даниела Бомбол и пензионираниот геолог Марин Александров се во потрага по златото на Кожув. Сега се приближуваме, влегуваме пополека во нашата концесија. Бомбол е управител на фирмата ќерка на канадска компанија што ја доби концесијата за Коњско. Епа добро дојдовме. Овде сме на првата проектирана дупнатина на локацијата каде што ќе треба да го изведуваме нашето
прво длабинско дупчење. На околу 3000 хектари има повеќе вакви раскопи со кои се испитува колку злато крие Кожув. Нејзиниот тим работи на последната фаза од деталните геолошки истражувања пред да се донесе одлука дали на тоа место е исплатливо да се отвори рудник или не. Ако дојди до момент на отварање на рудник, ние дефинитивно максимално ќе се трудиме и да се запосли локално население, да има локалното население бенефит. Ќе се води сметка и за животна средина, ќе се води сметка и за социјалниот момент кај општина Гевгелија. Никаква штета не сакаме да нанесиме. Сакаме само бенефит како за нас, така и за околината. Од компанијата негираат било каква поврзаност со уништувањето на патот до ски центарот. За нив се неосновани обвинувањата дека за добивање злато ќе користат хемикалии со кои ќе уништат животната средина. Ќе се земи посебна технолошко-металуршка проба, која што фактички ќе ги одреди методите со кои што ќе се излекува корисната компонента. А, како додаток да кажам дека денешната технологија отиде на толку многу напред, што и тие цијаниди што ги споменуваат, тие отрови што ги споменуваат, апсолутно се деградираат. Значи во самиот процес се користи друга компонента која што го комплетно деградира цијанидот и нема тука никаква опасност нити од троење, нити од ништо. Во потрагата по злато на компанијата и помага професор Александров, како надворешен консултант. Тој има децениско искуство со рудници. Еве овде едно големо зрно на пирит, а овде има поголем број на мали пиритни зрна, кои се носители на златото во конкретниот случај. Тоа го има докажано со правење на одредени концентрации. Содржината може да порасне и на неколку десетина грама ако се издвојат само тие. Досегашните испитувања според него покажале дека содржината на злато во карпите на Кожув е во просек околу 1 грам на 1 тон материјал. Се смета дека на оѓалиште, например, злато до 10 тона спаѓа во групата на мали, до 25 средни, од 25 до 50 големи и над 100 многу големи. Но нашите очекувања се дека ако откриеме до 25, евентуално 30 тона злато, ние би требале да бидеме релативно задоволни. Оваа планина е од над 500 квадратни километри, а ние би имале 0,2 до евентуално 0,4 квадратни километри. Тоа е ништожно, тоа са неколку фудбалски игралишта. Еден спортско-рекреативен центар би захватила. Така да во оваа планина, во овие услови, тоа би било ништо. Бошко Ников е експерт за индустријско загадување. Тој смета дека негативното влијание врз околината при реализацијата на вакви проекти е неминовно, но тоа не значи дека рудници не треба да се отвораат. Локалното население и надлежните треба да се запрашаат колку се подготвени да жртвуваат од веќе постоечките бизниси и од природните убавини, за да стекнат полза од нивната експлоатација. Кај нас, за жал, се уште има недоречености во изработката на комплетната документација и може да се случи тие наоди да бидат недоволно докажани и после тоа да настанат недоразбирања. Ников предупредува дека при вакви проекти потребно е навреме да се изработи студија за влијанието врз животната средина, зашто потоа може да биде доцна. Тука до некаде и паѓаме на испитот. Она што всушност недостасува е да се направи една екс-анте проценка на еколошка штета. Затоа што на тој начин и инвеститорот и граѓаните ќе бидат заедно и ќе дојде до една, па да речам, социјализација на проектот. Што би значило? Тоа значи дека при откривање на рудникот ќе се направи штета врз туризмот и таа штета ќе биде толкава. Ќе се направи штета врз живиот свет, ако е тоа значителна штета, ќе се направи исто така проценка и сето тоа треба да се компензира. Пресметката на тие штети пред да почне експлоатацијата
е пресметка екс анте. А пресметка откако ќе настане одредена штета, тоа е веќе поствесто. Планината Кожув со своите природни богатства очигледно е привлечна за бизнис интересите на многумина. Некои сакаат да остварат профит искористувајќи ги природните убавини за развој на туризмот. Други пак сакаат тоа да го направат преку експлоатација на минералните суровини кои и овде ги има во изобилие. Советниците на Гевгелиската локална самоуправа одлучија на референдум граѓаните да се изјаснат за тоа каква сакаат да биде иднината на овој регион. Исходот од референдумот никој не го знае, но 360 степени се обиде да го дознае расположението на жителите од подножието на Кожув. Конјско е најблиското населено место до концесиите. Има околу 150 жители. Малкумината млади не сакаат да зборуваат на оваа тема. Затоа наши соговорници беа неколкумина пензионери. Јас би гласала да се отварат. Зошто? Па да има вработување. Да не ги пуштиме деца по другите градове и да не ги пуштуваме в странство. Па нека се отворат, зашто да не се отворат? Ќе се запосли некој, нема да штетат така, пак ќе има некоја фамилија, што викат за леп. Нека се отворат, зашто нека има работни места, нека се отвори, нека работи и играе. Во Гевгелија пак референдумот е главна тема за разговор. Овде добивме сосема поинакви одговори. Против отварање заради тоа што мислам дека ќе изгубиме многу со тоа. И воздух и се и така е загадено од коли од други работи, така да... Од економски аспект сум за отварање. Меѓутоа, ако влијае негативно тоа на природата, тоа сум против. Какво тоа е ископување? Значи, оли дека чуат има нешто добро и оди го ископај, нешто личи тоа. Позитивно е за отварање на работни места, ама рудата што ме на странски капитал, од канадските овие, нека остане така. Сметам на крајот нека биде да не се отвори. Оти целото богатство ќе оди кај странците. Токму поради ставот на последниот наш соговорник, во Министерството за економија кое ги доделува концесиите, прашавме зошто нашите планини ги копаат странски компании и колкава е добивката на земјава од златото што го наоѓаат. Ne nuk bëjmë dallime edhe nuk ndajmë kompanitë të jashtme apo të brendshme, parim i vetëm apo kusht i vetëm për marrjen e koncesioneve është oferta me çmim më të lartë që ofrohet në Ministrinë e Ekonomisë. Shteti merr në dy forma, bëhet pagesa e koncesioneve, ato në bazë të tarifës. Koncesioni paguhet në bazë të sipërfaqes të cilën e zotron koncesioneri, edhe ajo është tarifë vjetore e cila paguhet deri në fund të vitit, të më thonë 31-shin e 12 të vitit kalendarik, dhe tarifa e dytë është 2% e çmimit i cili është në berzë të Londrës për metalin ekzistues. Со Наков се обидовме да стигнеме до ски центарот Кожув, но се докажа неговото тврдење дека покрај одроните патот е блокиран и од снег. Од тетове донеса, ви се верува денес? А? Видите што работиме? Случајно или не, надлежните баш тој ден испратиле екипа што го расчистуваше. Цела зима да не се очисти, сега да не чисти. Го прашав дали со целата кампања против можното отворање рудници, всушност сака да изврши притисок за некој да му го покрие влогот за пропаднатата инвестиција на Кожув. Ангел Наков можеби е најлошиот човек во општината. Можеби има лични интереси. Можеби е бараба, криминалец и не знам што. И еве, да не расправаме таа работа, така е. Еве, јас ви признам дека е така. Јас сум најлошиот човек во оваа општина. Но дајте ми 5-10 минути, дајте им на сите активисти кои што се вклучени сега во оваа кампања, да ви ги пренесеме сите информации што ги имаме, што ги има во светот. Да видите зошто се работи, до каде е стигната работата, каде треба да оди и што ако се направи, кои се последиците.
Луѓето за жал се толку многу дезинформирани, толку многу лаги се искажани во сите тие клипови и она злато на смртта, многу страшно, многу помпезно, многу бомбастично се настапи, што дефинитивно не сакаме ние со локалното население да си имаме никакви негативни вибрации. Но вие, бидејќи сум таков, како што ви реков, немој ништо да верувате. Проверете, прочитајте, информирајте се.